за Универзитетот Отворено. Почитувани слушатели, ве поздравувам од студиото на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Ова е емисијата за Универзитетот Отворено и тука веќе продолжуваме со представување на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во кампањата за упис на нови студенти во новата академска година 2023-2024. Па еве денеска го представувам Педагошкиот факултет во Битола, наша гостинка, деканката на Педагошкиот факултет, професор доктор Данче Сивакова Нешковски. Ке ве поздравам и добри дојдовте прв пат во студиото на УКЛУ ФМ Битола. Ви благодарам на поканата, поздрав до вас и поздрав до слушателите на УКЛУ ФМ. Кога зборуваме за Педагошкиот факултет, еве да кажеме дека нема битолчанец пред се што не слушнал за него и што не познава барем некој што завршил Педагошки факултет или предавал на овој факултет, но помладите генерации треба да се запознаат малку повеќе со него, па еве на почеток нешто за историјата на факултетот. Да. Педагошкиот факултет Битола е институција со богат и плодна историја, која ги продолжува традициите на прочуената учителска школа и на Педагошката академија. Условите дури во 1995 година дозволија ова институција да се развие како факултет за учители и воспитувачи со 4 годишни студии за учители и воспитувачи. Уште од своето формирање, овој факултет се истакна како водечки центар за образованието во регионот и пошироко. Денес Педагошкиот факултет едуцира наставнички кадар компатибилен со светските стандарди, конкурентен на пазарот на трудот и доволно способен да одговори на предизвиците на модерното време. Имплементира курикулуми од различни проекти, следејќи програмата за образование на студенти кои го имаат на ум моделот за доживотно учење како идни граѓани одговорни за општеството. Педагошкиот факултет, веќе кажавте, со долга традиција, препознатлив рековме за граѓаните не само од Битола, туку од регионот, со оглед на тоа што тука своето место го наоѓаат студенти, млади кадри од целиот овој регион пелагониски, да речеме, но и пошироко. Се трудиме Педагошкиот факултет да биде и е лидер, не само во овој регион, туку и пошироко, бидејќи во еден период имавме студенти од соседна Грција, од соседна Албанија и од цела Македонија. Тоа се должи на тоа што Педагошкиот факултет има јасно поставена визија и мисија со што од кој што произлегуваат и целите на оваа високообразовна институција. Мисијата е продукција на наставнички профили и академски граѓани кои се занимаваат со научна работа и кои се носат со предизвиците на современото општествено обкружување. Додека пак визијата е секогаш тесно поврзана со мисијата и се состои од повеќе компоненти, со тоа што велиме дека овој факултет е лидер не само во областта на образованието, туку и во научно-истражувачката работа и едукацијата на тие наставнички кадри во државата и пошироко. Создава академски кадар способен за реализација на современа настава, од кој што пак визија и мисија нормално произлегуваат одредени цели на овој факултет, а тоа е постојаното следење на општествените промени, начинот на кој што истите влијаат во ова високо образование, потоа модернизација на наставниот процес, обезбедување нормална мобилност на студенти и така натаму. Меѓутоа, сакам да напоменам дека улогата на не само на нашиот, туку на сите педагошки факултети во високото образование и во општеството воопшто мора да биде подобрена, бидејќи ова учителска дејност е повеќе од професија, таа представува мисија. Врзано за ова што го кажувате, не секој може да биде наставник, професор, учител првенствено, затоа што кога децата започнуваат да посетуваат настава, нели уште од прво оделение, мора со нив да биде човек кој што ќе ги прифати, кој што ќе им го доближи се тоа на што треба да го научат на едно ниво кој што ним ќе им биде достапно, за да можат понатаму да ги совладуваат материи. Не грешиме кога велиме учителката е втора мајка или училиштето е вториот дом, меѓутоа да кажеме дека ова професија не е само професија, туку тоа е една вокација.
Рековте, учителката секогаш сме знаеле да нарекуваме втора мајка, затоа што е тука да ги води децата. Меѓутоа и понатаму во текот на образованието, наставниците, учителите се тие кои што освен образование треба и да ги воспитуваат децата. Вашата работа е образовна, но и воспитна. Така, воспитна и образовна работа и како воспитно-образовна институција се водиме ние. Нашите студиски програми не само што го образуваат наставничкиот кадар, туку и го воспитуваат, односно ги успособуваат за воспитување. Рековте нашиот кадар, што значи дека кадарот на педагошкиот факултет во Битола се потврдува на многу полиња како квалитетен, не само во она што значи пренесување на знаењата до студентите, туку и учество на разни конференции, учество во разни проекти. За тоа ќе позборуваме нешто подоцна, но врзано во овој прв дел, нели, од разговорот околу работата и функционирањето на педагошкиот факултет, сите знаат дека располагате со одлични услови за работа, објект опремен со лаборатории, библиотеки, значи се она што еден студент може да го посака. Да. Педагошкиот факултет Битола обично се труди да функционира на повеќе области, студиски програми, студенти, наставна научни активности, наставен кадар, меѓународни активности и нормално просторно опремување. Секогаш се трудиме со најнови модели, интерактивни табли, ИКТ опреми. Меѓутоа, не само тоа, амфитеатрите ги опремуваме, одредени простори и така натаму. Меѓутоа, секогаш се трудиме и за унапредување на продлабочување на резултатите постигнати од страна на наставно-научниот кадар. Меѓутоа, секогаш се трудиме да излегуваме во престред за нивно континуирано усовршување, подобрување, велиме прво на материјално-техничките, просторните и други услови за реализација на наставниот процес, обезбедување услови за иновирање на тој процес, подигнување на квалитетот на наставно-научната и наставно-истражувачката работа на наставничкиот кадар преку изнаоѓање и примена на најразлични мотивацијски механизми за постигнување на уште поуспешни резултати и нормална афирмација на педагошката практика на студентите, продолжување соработка со предучилишните, основните, средните и високообразовните институции во нашата земја, и нормално поддршка за изработка на одредени апликации или проекти кои што за одредени меѓународни проекти, јакнење на одредени капацитети кои што работат во рамките на педагошки факултет Битола, како што е Центарот за перманентно образование, и нормално негување и промовирање на факултетското гласило Учител, односно меѓународното списание Teacher. Кадарот, ако е добро подготвен, тука мислам на професорскиот кадар, на академскиот кадар, тоа значи дека и студентите ќе добијат подобри знаења. Така. Професорскиот кадар, односно ние како педагошки факултет, секогаш се трудиме нашите наставни програми да се дизајнирани по примерот на одредени студиски програми кои што кои што се нудат на наставнички факултети, кои што функционираат на високо рангирани универзитети, не само во Европа, туку и во пошироко. Затоа се трудиме студиските програми да бидат секогаш издигнати на едно повисоко ниво, нормално, во услови на нашата земја, да бидат во согласност со програмите и на другите педагошки факултети од нашата земја. Видете, педагошкиот факултет уште во 95-та година започна со 2 студиски програми, учители и воспитувачи. Сега веќе имаме 7-8 програми на прв циклус студии. Од 2002 отворивме втор циклус студии. По неколку години отворивме, значи како факултет се развиваме, отворивме и трет циклус студии, со тоа што сметаме дека кадарот кој што го продуцираме на прв циклус го дозволуваме да продолжи со своето професионално усовршување на втори и на трет циклус. За студиските програми ќе проговориме по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц.
A сега sama izgrevam, sama zaognjam, tebe spomnuvam. Čuvaj se, čuvaj ti za nekoj drug. Čuvaj se, čuvaj, čuvaj ti za nekoj drug. Od mene ti napravi vela dovica, a сега sama izgrevam, sama zaognjam, tebe spomnuvam. Čuvaj se, čuvaj ti za nekoj drug. Čuvaj se, čuvaj, čuvaj ti za nekoj drug. Sama izgrevam, sama zaognjam, tebe spomnuvam. Čuvaj se, čuvaj ti za nekoj drug. Kako tebe nema, nema, nema nikoj drug. Јавене повторно назад во студиото на Универзитетското радио УПЛУ ФМ Битола. Ве подсетувам дека денеска заедно со нас е професор доктор Данче Сивакова-Нешковски, декан на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професор, ке рековме дека во овој дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за студиските програми кои што ги нудите за студентите. Ке започнеме со она што значи прв циклус до дипломски студии, можеби она што е во моментов најинтересно и младите најповеќе сакаат да го слушнат, значи што тука им се нуди, со какви звања ќе се здобијат и што се тука ќе научат. Сега моментално најактуелно е запишувањето на матурантите, односно нивното размислување каде ќе продолжат понатаму со нивното образование. Педагошкиот факултет Битола на прв циклус студии
нуди повеќе студиски програми до препознатите наставник за доленска настава и воспитувач. Тоа се здобиваат со звање баш како што е програмата наставник за доленска настава и дипломиран воспитувач. Меѓутоа, се надевам дека со измените на законот, се надевам дека во сите институции ќе бидат потребни лектори, со тоа што ние на педагошкиот факултет ја нудиме студиската програма македонски јазик и книжевност. Значи не е само Институтот за македонски јазик во Скопје, они информации кои што ги дават на телевизија дека се запишани 4-5 студенти. Ние можеме со повеќе студенти да се пофалиме дека секоја година запишуваме се повеќе и повеќе. Понатаму, доста побаруваната англиски јазик и книжевност ние. Релативно ново пред неколку години социјална и рехабилитацијска педагогија. Тоа се профили кои што можат да работат како стручни соработници во училиштата, значи и во образование, меѓутоа можат да бидат вклучени и во преку Министерството за труд и социјална политика, во сите институции кои што имаат потреба од таков профил. И заедничка програма со Техничкиот факултет Битола е информатика и техничко образование. Сакам да напоменам за оваа програма тоа што со новата концепција за основно образование, двата предмети што беа техничко образование и информатика се, да кажеме, се интегрира во еден предмет, така што единствени сме во земјата кои што продуцираме баш таков кадар кој што е потребен да одговори на предизвиците на тој наставен предмет. Единствени во земјата. Во рамките на овие програми ние можеме да му овозможиме своето образование да го продолжат и да го продлабочат во рамките на студиските програми кои што ги нудиме на вториот циклус студии. Обично има мал дел кои што уште од почетокот знаат дека планираат да продолжат на втори и на трети циклус, меѓутоа во рамките на студирањето на тие 4 години одреден дел од студентите веќе дури во трета, четврта година имаат одредени сознанија дека можат нешто да направат повеќе во однос на нивното образование. Во однос на студиските програми кои што ги нудиме на нашиот факултет за прв циклус студии, битно е да се напомене и педагошката практика. Ние со закон сме задолжени 30 дена годишно, со тоа што нашите студенти уште од прва година веќе започнуваат да реализираат педагошка практика. Нормално, ќе кажам, ајде за студиската програма наставник за доленска настава, педагошката практика уште од прва година во соработка со сите училишта од Битола и регионот, ние ги праќаме нашите студенти да реализираат таа педагошка практика. Во првите 2 години, односно прва и втора година, тие се запознаваат со климата во училиштето, со работата, со функционирањето на училиштето, со работата на директор, заменик директор, стручна служба, педагог, психолог, дефектолог, значи се што она што имаат, и со одредени административни работи од работењето на наставниците, како водење на едневник, дополнителна додатна настава и нешто слично. Веќе во трета година нашите студенти ја следат само наставата и пополнуваат одредени протоколи. Тие се негде 15-16 протоколи кои што се насочени студентите да ги усвојат најразличните аспекти во воспитно-наставниот процес. Значи, со тоа што сметаме дека веќе тие тука гледаат што е добро, што е лошо, што може да се измени, да се подобри и така натаму. Веќе во четврта година тие имаат педагошки стаж и веќе ги оспособуваме, нормално менторите од училиштата ги оспособуваат за да можат да реализираат наставни часови. Истото се однесува и за воспитувачите во градинките, за наставниците кои што ги добиваат звањата дипломиран професор по македонски јазик и книжевност и англиски јазик и книжевност, со тоа што тие одат и во основните училишта, меѓутоа се застапени, односно се ги посетуваат и средните училишта во нашиот град и пошироко. Додека пак студентите од социјална рехабилитацијска педагогија, тие имаат малку поинаква пракса. Тие се во сите центри кои што се водат за деца со посебни потреби, во некои
приватни организации кои што работат со деца со посебни потреби како Порака, што е потоа одат во заводот за рехабилитација, да не грешиме, значи во Кочо Рацин и во сите училишта каде што има дефектол кој што може, бидејќи знаете тие се способени да бидат и образовни асистенти. А сега со инклузијата во училиштата, мислам дека сите училишта во Битола и сите оделенија, јас имам информација од Климент Охридски, имаат по некое дете кој што има посебни образовни потреби. Тие ги пуштаме на пракса во сите тие институции, онаму каде што сметаме, дури во затвор ги пуштаме, во казнена установа. И сметаме дека во тој поглед ни ние, ни студентите не сме да се, ни, да речеме, општественото обкружување не сме да се пожали дека нашите студенти не се успособени уште од првиот ден на нивното вработување да се снајдат, да почнат со она што е нивна професија. Бидејќи тие 4 години го преминуваат тој процес кој што треба да ги обучи да станат наставници. Понатаму за добрите наставници знаеме праксата и искуството си го прави своето. И желбата. Така, и желбата, меѓутоа и, знаете како, и финансиската подкованост, ќе кажеме. Се надеваме дека државата малку повеќе ќе одвои средства од буџетот и не само она што ние го бараме како високо образование, да ги зголеми нашите плати, меѓутоа сметам дека и условите и платите на наставниците и како треба да бидат покачени. Сега, кога зборуваме за практичната работа, нели, да кажеме дека можеби сте единствениот факултет кој што при изведувањето на практичната настава, значи посетата на училиштата, следењето на часовите и сето она што го кажавте, да не се повторуваме, го следи со ментор, професор, кој што е задолжен за студентите и гледа колку редовни се при извршувањето на таа практична работа. Не е само да се добие подпис дека се посетувало, туку и малку подлабоко. Така. Педагошка практика на педагошкиот факултет се опфатени како наставни предмети. Затоа имаме задолжено повеќе професори, двајца за учители, двајца за воспитувачи, по двајца обично, меѓутоа доколку има потреба, ние сме сите методичари што се на факултет можат да следат и да помогнат во процесот на реализирање на таа педагошка практика. Прво се тоа кај нас. Ние им даваме на студентите одредени насоки што и како треба да прават, меѓутоа кога ќе дојдат во институцијата каде што треба да извршуваат педагошката практика, односно да реализираат, во тие институции имаме повеќе ментори со кои што се работуваме долги години и ние за нивната доброволна работа, ќе кажеме, бидејќи не му е платена таа работа, ние како педагошки факултет немаме средства, меѓутоа знаеме на некој друг начин да им се заблагодариме. И тоа, освен одредена потврда или сертификат како ментор, можеме во одредени конференции кои што ние ги организираме бесплатно да учествуваат, можат бесплатно да издават во нашето меѓународно списание, значи ние мораме на некој начин да им се одолжиме нив. Меѓутоа сметам дека таа соработка трае многу години и сметам дека ќе продолжи понатаму. Сега да проговориме и за вториот и за третиот циклус студии, што тука се нуди. Да, на вториот циклус студии имаме застапени повеќе студиски програми. И сега ќе би започнала со наставник за оделенска настава и воспитувач. Тие се две програми кои што моравме да ги направиме така, бидејќи ние првично продуцираме наставници воспитувачи. Офатени се со повеќе модули. Со тоа што има модули од методика, односно сите методики, методика на математика, методика на македонски јазик, методика на физичко и здравствено, методика на музичко и така натаму, со тоа што тие добиваат назив магистер по методика на наставата по математика и така натаму. Потоа постои модул соработка со семејството и заедницата, инклузивна практика, професионален развој и практика, теорија на поучување и интеркултурна практика. Таа е доста сега, моментално доста интересна. Понатаму ќе продолжам со студиските програми македонски јазик и книжевност. Тие се магистар по македонски јазик и книжевност. Значи дипломата која што ја даваме ние во Битола е истата диплома која што се дава на Блаже Коневски во Скопје. Англиски јазик и книжевност. За оваа програма англиски јазик и книжевност имаме
истата програма на англиски јазик, со што сите документи ги добиваат на англиски јазик, тоа е English Language and Literature. Понатаму нормално веќе подолг период е студиската програма Менеджмент во образованието. Нова програма ни е социјална педагогија, нова релативно. И она што според нас го имаме само кај нас, не во државата, туку и пошироко, е образование на надарени и талентирани. Тоа е студиска програма која ще нудиме не само на вториот циклус, туку и на третиот циклус студии. И тука сме, можам да кажам, лидери, ќе кажам, не само до државата, туку и пошироко. За третиот циклус студии уште неколку збора? Да, третиот циклус студии можеме да се пофалиме со студиските програми образовни науки, менеджмент во образованието, како што претходно кажав, образование за надарени и талентирани и нормално студиската програма за настава по јазик. Осем овие студиски програми на педагошкиот факултет имаме и студиска програма за педагошко-психолошка и методска подготовка или добро познатата педагошка доквалификација. Тука нудиме 3 задолжителни, 2 изборни и нормално праксата како задолжителен предмет, ќе го кажам, со тоа што тие се усогласени програми на сите факултети во државата. Тоа се веќе дипломирани студенти кои што имаат завршено факултети како технички или земјоделски или хемија, така, биологија, и сега за да можат да бидат во настава доаѓаат на педагошки факултет, полагаат предмети педагогија, психологија, методика. Праксата реализира 45 дена, со тоа веќе, значи, соработуваме со инспекторатот за тоа. Значи, тие водат таа грижа за дали се редовни, каде одат, каде посетуваат и така натаму. И 2 изборни предмети, обично тие 2 изборни предмети се или за некоја организација на образованието или доста актуелното инклузивно образование или пакетика во образованието или комуникацијски вештини и така натаму. Тоа е во зависност кои предмети тие сакаат да се изберат. Тие се едносеместрални, 2 пати годишно објавуваме конкурс за таквите студенти. Сега можам да кажам дека 8 студиските програми, 8 со наставата, на педагошкиот факултет функционира и Центар за научно-истражувачка работа и перманентно стручно образование. Тоа е центар каде што нормално се вршат најразлични обуки, не само за наставниците, воспитувачите и за било кој што ќе биде побаран од наша страна. Потоа доста актуелниот Центар за литература, уметност, култура, ораторство и јазик, каде што имаме издавање на најразлични книги, стихозбирки и така натаму, литература за возрастни, за деца и нормално педагошкиот факултет е издавач на меѓународното списание Teacher. Сметам дека доволно кажавме за студиските програми во овој дел од разговорот. Ќе дозволите да направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено. Останете, почитувани слушатели, понатаму со програмата на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Залутанко обично, мирис врелна костени, враќа слики далечни. Камо да не виде, кому спремаш дарови, сватови и да те земат, далеко те однесам. Бела ајта, шадравани, а во мене спијат рани. Ах, што не си до мене,
кој ли ми те однесе, ѓавол да те однесе. Бела ајта, шадравани, а во мене спијат рани. Некој друг ми однесе се што имав со тебе, ѓавол да го однесе. Нице пече костени, в грло пелин горчини. Кај сме сега јас и ти, нечи, а ничи. Камо да не виде, кому спремаш дарови. И да те земат, далеко те однесат. Бела ајта, шадравани, а во мене спијат рани. А што не си до мене, кој ли би те однесе? Ѓавол да те однесе. Бела ајта, шадравани, а во мене спијат рани. Некој друг ми однесе се што имам со тебе, Ѓавол да го однесе. И еве сега уште еднаш ќе ве потсетам дека заедно со нас денеска во емисијата за Универзитетот отворено на УКЛУ ФМ Битола е професор доктор Данче Сивакова-Нешковски, декан на Педагошкиот факултет во Битола. Декан ќе кажавме доста работи за Педагошкиот факултет во Битола. Меѓутоа, да не останеме должни да кажеме и нешто повеќе за она што значи меѓународна соработка, учество во проекти на професорскиот кадар, но исто така и на студентите. Доста активни на ова поле. Да, Педагошкиот факултет Битола континуирано ја негува и ја развива меѓународната соработка и нормално обезбедува поголема видливост на институцијата не само во државата, на европски, на светски, во светски рамки. За ова моравме и да се подготвиме, бидејќи имавме многу активности изминатиот период, меѓутоа се надевам дека само оние најбитните ќе ги споменеме. Педагошкиот факултет ова меѓународна соработка реализира воз основа на подпишани договори во согласност со краткорочните и долгорочните интереси на УКЛО и партнерските институции нормално. Повеќе билатерални договори имаме подпишано со Педагошки факултет од Универзитетот Џорџ Мејсон од Вашингтон, Соединетите Американски држави, Учителскиот факултет од Универзитетот од Белград, Србија, Педагошкиот факултет од Лјубљана, Словенија, Висока школа за управување и менаџирање од Марибор, Словенија, понатаму Учителски факултет од Приштина. Меѓутоа имаме и договори, особено Еразмус плюс договорите кои што се за мобилност и на студенти на мобилен кадар со Филозофски факултет од Полска, Филозофски факултет од Германија, од Минхен, Педагошки факултет од Универзитетот Вестерн Македонија од Грција, од Турција имаме Педагошки факултет, некои договори така натаму, меѓутоа секогаш продолжуваме ова веќе започната соработка со овие педагошки факултети како што се ги наспоменав Лјубљана, Белград, Вршац, Царат, Ужице, Врање, Софија и така натаму. Меѓутоа и за лингвистика кои што ни се во Минхен, Бамберг, Лок, Хемниц и други универзитети. Подпишувањето на ваквите договори кажавте дека значи поголема мобилност, можност за мобилност поточно за студентите, но исто така и за академскиот кадар.
вашите студенти нередко заминуваат да остварат одредени мобилности преку Еразмус Плюс програмата надвор од Македонија? Обично во Стара Загора од нашите студенти, меѓутоа и во Србија, во соседна Албанија, особено на втори и на трети циклус ги праќаме дури и во Косово, во Грција и така натаму. Меѓутоа доста е да се пофалиме тоа што не само што нашите студенти, нашите професори на таа мобилност, ние сме и домакини на повеќе професори. Во последно време имавме од Литванија, од Универзитетот Вилниус, една професорка. А последно кој што беа дојдени се тројца професори од Универзитетот Марибор, остварија Еразмус мобилност на нашиот факултет. И со тоа мислам дека во овој краток период можеме во рок од 2-3 месеци може да се доволно да се пофалиме со такво нешто. Меѓутоа, таа соработка која што имаме со овие универзитети, особено со универзитетот во Корча и универзитетот кој што претходно беше во Леден, сега е во Кожани, веќе повеќе од 10, 12, 15 години, резултира со доста добра меѓугранична соработка. Произлезе меѓународна конференција Education Across Borders, што велам јас милувам да кажам Education Without Borders да биде, и можеме во последниот период да се пофалиме тоа што во април месец веќе бевме организатори на 5-тата таква конференција која што се одржа во Корча и беше со наслов Innovative Education Straightening the Future. Нашата соработка произлегува и произведува вакви конференции. Од сите тие средби произлегуваат некои други соработки, некои други активности. Значи, една таква активност е тоа што крајот на минатата година ние бевме на покана на амбасадорот на Република Македонија во Република Албанија на овој универзитет Фан Есноли, со тоа што имавме иницијатива да почне да се изучува македонскиот јазик како наставен предмет на тој универзитет. Мислам дека полека по полека успеваме во реализирањето на таквото нешто. Во реализацијата на сите овие активности вклучени и студентите, нели студентите заедно со вас како гости на студентите од другите универзитети, што секако значи повторно добра соработка, запознавање, пријателство и можеби соработка понатаму кога ќе застанат и тие нели како дипломирани учители, воспитувачи и така на. Да. Ние во секој наши активности ги вклучуваме и овие студенти, така што уште крајот на минатата година бевме домакини на студенти од Албанија, од Корча и од Грција. Со тоа што се остварија универзитетски работни средби на кои што нормално се предложио интересни активности, идеи кои што можеле понатаму да се ги организираат самите факултети, нормално со наша поддршка. Меѓутоа, тој момент го искористивме да присуствуваат тие студенти и на спортски турнири кои што беа, мислам дека организирани од Универзитетското студентско собрание. Освен тоа што има работни средби, има и моменти на дружење, на забава, и сега мислам дека следната средба на студентите ќе им биде во Грција, мислам дека и до Солун ќе направат некоја екскурзија, така, и мислам дека добро е таквата поврзаност не само на професорите, туку студентите да бидат оние што треба да бидат поврзани. Кога зборуваме веќе за студентите, да кажеме дека доста активни, еве само да спомнеме дека на веќе традиционалниот надпревар за ораторство Уклотривиум, педагошкиот факултет Предничи, секогаш се на врвот студентите кои што доаѓаат од педагошкиот факултет на овај надпревар, дали било освоено прво, второ или трето место, секако благодарение на нивната способност, талент, но и она што значи дополнителна подготовка и обука од еве конкретно професорката Граматковски. Педагошкиот факултет може да се пофали со, мислам дека уште од формирањето на тој Уклотривиум ние веднаш се јавивме како победници, како да кажам. Да, тоа не само што имаат одредени способности, имаат и предмети кои што ги опфаќаат таквите нивни говорнички способности, меѓутоа ќе споменам професорката Билјана Граматковски, задолжена за нивната подготовка. Само ќе споменам дека не само за студентите од педагошки факултет, туку сите студенти од универзитетот кои што имаат желба да учествуваат на тој надпревар или
не мора да учествуваат на било кој напред, доколку јават желба дека сакаат да учествуваат на некаква работилница од страна на нашата професорка, се примени. Освен тие студенти кои што учествуваат во таквите надпревари, ние можеме да се пофалиме и со други студенти, особено од студиските програми англиски јазик и книжевност, што веќе неколку години со ред вршат превод од македонски на англиски. Значи, минатата година има направено одреден превод на одредени извадоци од литература за деца, пример како Зоки Поки, Сребрените крилје, така натаму, меѓутоа оваа година под нормално менторство на професорката Силвана Нешковска направија превод на роман Скршени крилја од Милијана Павловска и па има и промоција, мислам дека во Студентскиот информативен центар, мислам дека тоа е баш на доста високо ниво го има направено центарот. Активности на студентите, што значи дека не само она што значи образование тука може да го добијат, туку и многу повеќе во онај неформален дел од образованието, воспитанието, каде што се активно вклучени и каде што се работи со нив. Промоции на книги, подготвени од професори, професорки на педагошкиот факултет. Исто така имавме можност во изминатиот период да присуствуваме на таквите промоции, што секако не радува. Добро е кога ќе слушнеме нешто такво, но и организирање на разни трибини, дебати и слично. Да. Ајде ќе почнеме со промовирањето на универзитетски учебници. Имавме два универзитетски учебници во април месец, 21 април. И јас сум меѓу авторите на еден универзитетски учебник. Значи, ќе кажам само дека станува збор за интеркултурно образование и интеркултурна комуникација, билингвизам, од авторките Билјана Граматковски, Сминка Кочевски, Данче Сивакова Нешковски. Тоа е едно нешто, мислам дека и Силвана Нешковска, професорката, имаше првенче поезија имаш издадено, првата половина, тоа е стихувана автобиографија на професорката Силвана Нешковска, тоа беше одбележување за денот на поезијата. Така, меѓутоа имаме и некои други активности. Во пресрет на денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, на педагошкиот факултет се одржа трибина со наслов 1160 години од започувањето на Моравската мисија. Свој излагање професорката Валентина Гулевска, професорката Нита Ангелевска, таа насловен доцент на нашиот факултет, и магистер Бисера Биелик Стојчевска. Нормално вклучени беа одредени студенти. Потоа во рамките на еден проект, тоа е проект втемелување на мултиетничка работа за млади во универзитетскиот курикулум за идни наставници. Тоа е проект на Центарот за балканска соработа Лоја од Тетово. Веќе повеќе години ние сме вклучени, односно сите педагошки факултети се вклучени во рамките на тој проект. Меѓутоа на 22 мај беше реализирана мобилност од страна на студентите, односно бевме домаќини на студентите од Државниот универзитет во Тетово. Тоа 8 представници од универзитетот во Тетово и 8 представниците на Лоја Центарот од Тетово. Имаше представници од една невладина организација Курве од Германија. Тоа представува една можност за студентите да научат нешто повеќе за активностите кои што се прават кај нас на факултетот во рамките на таа обука за интеркултура. Понатаму можам да кажам да се пофалам со вклученоста на нашите професорки и професори во укло неформалното учење, професорката Виолита Енушева, во рамките на работилницата унапредување на правописни и правоговорни способности на студентите. Нормално вештините за јавно говорење и култура на говорот Билјана Граматковски, меѓутоа и да го споменем и професор Љупчо Кеберевски, кој што е еден од авторите на овој правилник за надарени талентирани студенти на УКЛО, каде што реализира активност средба со талентите, така наречена, во која што професорот Кеберевски одржа предавање на темата фактори за развој и постигнување на висок академски успех кај надарените и талентираните студенти. Кога станува збор за талентираните и надарените, ние нормално, традиционално си го негуваме, таа е неделата на надарени и талентирани. Одбележавме еден меѓународен ден на надарени и талентирани со организирање на вебинар на тема надарените и талентираните креатори на процесот. 8 педагошкиот факултет, односно универзитетот како
организатор се јавува и Министерството за образование и наука, Универзитетот во Ново место во Словенија и нормално Македонската асоциација за надарени и талентирани. Голем број активности кажувате кои што се реализираа, но ќе продолжат да се реализираат и во наредниот период, секаде вклучени секако и студентите, па тоа е една потврда уште еднаш дека она што на педагошкиот факултет може да го добијат, многу повеќе нели понатаму може да им користи. Сега останува на крај уште да слушнеме вашата порака до средношколците, до вашите идни студенти. Јас само би сакала да завршам со тоа што како педагошки факултет ние секогаш обезбедуваме транспарентно представување на нашето функционирање, не само пред сегашните, туку и пред идните студенти, пред академската, но и пошироката јавност. Ние сме институција која води сериозна грижа за своето функционирање и во која нормално е развиена и наставната и научната дејност, а таа едукација и истражувањето понатаму продолжуваат со вториот и третиот циклус. Би сакала да завршам со тоа што педагошкиот факултет секогаш го развиваме во насока на зачувување на сите силни страни, подобрување на слабите страни, искористување на можностите и минимизирање на заканите. Ви благодарам. Ви благодарам за гостувањето во програмата на Универзитетското радио. Почитувани слушатели, останете и понатаму со програмата на Укло ФМ Битола. Сеќавам сега на нашето време, да сеќавам кога се смеев со тебе, а после се сега тешко е. Се лутам на себе си кога те мислам, се лутам на тебе што не сум јас иста, ме промени времето со тебе. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам, да заминам таму кај што нема јас, на твоето лице да се сеќавам, од срцево мое да ти испричам. Мојава болка нема лек и секој ден некој еден век, но залудно чекам да се врати се. Се лутам на себе си кога те мислам, се лутам на тебе што не сум јас иста, ме промени времето со тебе. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам, да заминам таму кај што нема јас, на твоето лице да се сеќавам, од срцево мое да ти испричам. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
je ne svaćaš, ne me prašuvaš, da li ti je sedno, ne mi kažuvaš, kako mi je ne svaćaš, ne me prašuvaš, da li ti je sedno, ne mi kažuvaš. Jedno srce imam, dušo, srce ljubeno, po tebe mi čuka bije ko izludeno. Jedno srce imam, dušo, srce skršeno, nema neveri da trpi sve svršeno. Kako mi je ne gledaš, ne te zasega, toliko ti je nevažno kada odsega. Kako mi je ne gledaš, ne te zasega, ne gledaš, a vo mene nešto umira. Jedno srce imam, dušo, srce ljubeno, po tebe mi čuka bije ko izludeno. Jedno srce imam, dušo, srce skršeno, nema neveri da trpi sve svršeno. Jedno srce imam, dušo, srce skršeno, nema neveri da trpi sve svršeno, sve svršeno. Uklo FM Bitola, juni 2023 godina. 24 časa sekoj ден на 90,8 Uklo FM Bitola. Izberi kvalitet, izberi tradicija, izberi go Uklo. I slušaj Uklo FM Bitola 90,8 MHz.